СЈО го осомничи поранешниот кочански градоначалник Ратко Димитровски за перење пари. Тој е еден од 9 мина опфатени со новата истрага под кодно име Поштенска банка. Од извршените кривични дела сторени во временскиот период од 2001 до 2010 година била прибавена имотна корист во износ од околу 5 милиони евра. Во почетокот на 2001 година Љупчо Ѓоргиевски како претседател на владата на Република Македонија, Маријан Ѓорчев како вице-премиер и Никола Груевски како министер за финансии со цел да го контролираат фактичкото функционирање на Поштенска банка, организирале во основањето на банката покрај Македонска пошта, која била во државна собственост, да учествуваат и правните лица кои тие ги избрале: Ноел Експорт Импорт Гевгелија и печатница Европа 92 Кочани. Стои во соопштението од СЈО. Според СЈО, на собствениците на овие правни лица, Томе Главчев и Ратко Димитровски, им било кажано дека во основањето на банката нема да учествуваат со собствени средства, туку со пари кои ќе ги обезбедат од кредити. Планот бил основањето на Поштенска банка да не биде со средства на осумничените, туку со средства од други извори, што е спротивно на законот за банки. Согласно добиените насоки од наведените владини функционери, осумничените Томе Главчев, собственик на Ноел Експорт Импорт Гевгелија и Ратко Димитровски, собственик на Европа 92 Кочани, со кредити подигнати од 3 банки, ги уплатиле основачките влогови во Поштенска банка, пошто осумничениот Колес Милевски, како генерален директор на Поштенска банка АД Скопје, овозможил кредитирање на правните лица Ноел Експорт Импорт Гевгелија и Европа 92 Кочани и правни лица поврзани со нив. Сите средства добиени од кредите од Поштенска банка се слеале на сметките на овие две правни лица и се искористени за враќање на првобитните кредити. Наведуваат од СЈО. Во соопштението стои дека во насока на прикривање на фактот дека паричните средства кои потекнуваат од незаконски добиените кредити, како и фактот дека акциите во Поштенска банка ги стекнале на незаконски начин, осумничените Томе Главчев и Ратко Димитровски во временски период од 2005 година до 2010 година превзеле действија на перење пари и други приноси од казниво дело. Осумничените Томе Главчев и Ратко Димитровски преку нивните друштва Ноел и Европа 92 подигнале кредити од Евростандард банка, кои биле намените за сервисирање на обврските од претходните кредити подигнати од Поштенска банка. Како гаранција за подигнатите кредити во Евростандард банка, истите ги заложиле собствените акции од Поштенска банка. Со оглед на фактот што кредитот кон Евростандард банка, откако поминал рокот за плаќање не бил вратен, Евростандард банка го активирала обезбедувањето на кредитот и станала акционер во Поштенска банка. На овој начин, осумничените со пренос на незаконски стекнатиот имот, акциите во Поштенска банка и средствата добиени од кредитите од Поштенска банка го прикриле нивното противправно потекло, со што сториле кривично дело, перење на пари и други приноси од казниво дело. Појаснуваат од СЈО. Од СЈО додаваат дека действијата на осумничените лица не завршуваат тука. Имено осумничените Смилевски, Главчев и Димитровски со цел незаконски да извлечат парични средства од Поштенска банка направиле обид за докапитализација на банката со издавање втора емисија на акции за однапред познати купувачи. Поради проток на време во однос на лицата Љупчо Ѓоргиевски, Маријан Ѓорчев, Никола Груевски, Томе Главчев и Ратко Димитровски, настапила застареност на кривичното гонење за кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување. Сепак, за делото перење пари пред судија на претходна постапка во Кривичниот суд се изведени поранешниот градоначалник на Кочани Ратко Димитровски, бизнисменот Томе Главчев и Колес Милевски. Од СЈО бараат притвор за тројцата осумничени.